Ние сме 99%. Почитувани, добре дојдовте во најновото издание на емисијата 99%. Емисија во која се обидуваме да го чуеме граѓанското мислење на нашите сограѓани, нивните лични интимни ставови по прашањата кои што нив ги интересираат. За денес подготвивме една исклучително интересна тема според мене. Верувам дека ќе успееме да ве задржиме покрај малите екрани. Разговараме за тоа каква ни е состојбата со етничките заедници во градов, па секако и во земјава. На оваа тема ќе разговарам со тројцата мои соговорници, Вахид Мемет како представник од египјанската заедница, Есат Аслани како представник од албанската и господинот Максут Али како представник од турската заедница. Сите тројца наши сограѓани, добре ни дојдовте најпрво во емисијата 99%. За жал, се уште во Македонија во 2016 година зборуваме за теми како што е оваа. Мора да признам дека мене како новинар пред се нелогично ми е да мора да поставуваме прашање во каква ни состојба ни се етничките заедници кои што екзистираат во земјава. Зошто според вас ситуацијата во која се наоѓаат нашите сограѓани од останатите етнички заедници е таква каква што во моментов за жал е? Повелете, господин Макс. Со мене да почне. Ќе го скршите мразата. Не е проблем, можеме и од нас, ма со угода ни од програмата, можеме и од десна страна, од најмладиот, најангажираниот. Така. Повели. Да. Добро. Кога станува збор за етничките заедници во Република Македонија, особено кога станува збор за оние заедници кои не се спомнати во преамбулата на Уставот на Република Македонија, каде што јас припаѓам, состојбата е многу алармантна и загрижувачка, затоа што според она што јас можам да го кажам е етничките заедници во Република Македонија се делат на три категории, односно над 20%, по 20% и оние кои не се спомнати во преамбулата на Уставот, односно нормално македонците, албанците, другите кои се спомнати и ние кои не сме спомнати во преамбулата на Уставот и де факто не ги уживаме никои права во Република Македонија. Так, дали токму тоа споменување во преамбулата и да не биде дека припадниците на египјанската заедница ќе бидат во онаа категорија други, би било конечниот успех за некакво изборување за правата на граѓаните од оваа заедница или пак само почеток на остварувањето на она што до некаде успеале останатите заедници да го постигнат? Според мене почеток на она што треба Република Македонија да го направи, не само за заедницата на балканските египчани во Македонија, него и за заедницата на хрватите, на црногорците, на русите, на пољаците, на ерменците и така натаму, кои екзистираат во Република Македонија, кои имаат обврски, плаќаат даноци во Република Македонија, а уживаат некои минимални обврски и елементи во нашава држава. Господине Асани, зошто според вас ситуацијата во која се наоѓаат нашите останати етнички заедници е таква каква што е? Па видовте и на Охридскиот рамковен договор и албанците се внесени како малцинство. Иако имаме милион албанци во Македонија, ние сме малцинство со Охридскиот договор, што некој го надметна тоа, да бевме немочни во тој Охридски договор, како ПДП што бевме тогаш во тоа време, со притиски и и таа Македонија да биде мултиетничка, да биде, не успеавме да ја задржиме како мултиетничка, него ја направиме на големиот народ што живеат во Македонија, преку до милион албанци, а со исламска верска заедница с 1.300.000 жители во Македонија. И тука нашите политичари што беа тогаш не направија да бидеме и ние малцинства како другите национални заедници што живеат во Македонија, како србите, хрватите, ромите, не направи во таа ранг и тука сме
и ние сме категорично сме уништени сме со тој рамковен договор како национална база. Така, дури ни она што требаше да биде подобрување на тогашниот устав пред таа 2001 бевме подобри бевме во уставот од 74 година во таа Југославија што бевме порамноправни сме во тоа време зборувам, кога сега кога дојдовме во нова држава што стана, ние како албанци изгубивме многу. Господине Али, истото прашање. Нормално, значи, пошто и вас ви е жал ради етничките заедници да имате програма, али вистината е тоа. Треба да ја прифатиме вистината и денесната фактичка состојба испеѓа дека имаме проблеми, зашто и тие што не биле вметнати, пошто од уставот почнавме, египчаните, иако во градот не се познати, во регионот се познати, сепак и надвор од Македонија, значи ги има, не се вметнати, не би се рекол дека немаат никакви права. Значи има едно големо незадоволство. Ова не значи дека другите што се вметнати во уставот се многу задоволни. Тие три категории стварно жалосно е дека постојат и односот на власт или на властите без разлика дали е локална или централна власт према тие три категории се разликува. Жалосно ако е, ова не мора да значи дека граѓаните треба да чутат, треба слободно да разговарат, да дискутират, да предлагаат и нормално властите треба да обрнат внимание на граѓаните со таков предзнак. Она што ние тука го дискутираме како состојба, ќе речам под наводници, во која се наоѓаат припадниците на останатите етнички заедници во земјава, пред се го перцепирам низ правата или пак слободите кои што припадниците на останатите етнички заедници ги уживаат или не ги уживаат. Што според вас е право или слобода која што вие за жал се уште ја немате, а која што би сакале да уживате како полноправни граѓани на оваа земја? Нормално, каде сметате дека потврдил господинот Есад се врати за време на Југославија. Ова не значи дека сме носталгични према еден режим. Далеко од тоа. Значи е големо незадоволство од денешната фактичка состојба. Значи не е проблем во режимот, не е проблем во Охридскиот рамковен договор. Проблем е во спроведувањето. Значи проблем во властите. Начело со централната власт, начело со владата. Сепак кога имаме политизирани државни органи, кога имаме наелектrizirani политички односи во една држава, најголемиот терет и најголемиот проблем се имаат невметнатните, вметнатните и верувам големите играчи, тие се над 20% и власта, значи политичката партија што е на власт, од таа позиција разговарат. И нема друга вистина. И не се осмелуваат граѓаните да зборуваат. Отпусти страв. А стравот не донесе до еден баш и околу Македонија. А уште е поголем проблемот во тие средини кај што се мнозинство, да речеме, појаката струја, појаката политичка партија, малцинство се тие представници на тие етнички заедници, без дали се вметени или не се вметнати. Жалосно ли така? И во односи кога немаме транспарентност на власт, трошењето на парите на граѓаните е без отчет. Бијам можам, што сакам правам. Значи, на прво место доаѓа власта, начело со политичката партија што е представена преку власта. Жалосно е вистина. Господине Асани, што според вас сметате дека е слобода која што за жал припадниците на албанската заедница се уште не ја уживаат во земјава? Па затоа што во сите градови кај што имаат албанци не се рамноправни со Охридскиот договор што беше 20, ми поче од 20%, не е рамноправен со другата националност, со македонската, затоа што тој Охридски договор многу јасно кажуваше и кажува
дека треба да бидеме равноправни. Равноправни сме низ цела држава. И службен јазик, ако службен јазик требаше да биде низ цела држава, мислам. И тој во Струмица да го учит албанскиот јазик. И тој ше во Шипково да учит македонскиот јазик. Сме секаде да сме равноправни, сме со тој Охридски договор. Можда на господинот не му е во, али во тој Охридски договор требаше да бидат сите да сме равноправни, мултиетничка држава, и тоа че ги имавме пример сите народности, националности што живеат во Македонија, че бевме равноправни во сите структури. Како ще имаме пример во Косово? Косово има 5% срби што живеат во Косово, а има 20 пратеници гарантирани во уставот. 20 пратеници и службен јазик му е и српскиот јазик. Кај нас обратно е. Кај нас само кај што имат повеќе од 20%. Значи Струга, Кичево сега, Удобис, Кичево, Куманово го немат. Тој е равноправен јазик во општеството, тој е равноправен живот во општеството. Ево, пример, ние во Охрид, како во Охрид што живееме, со пописот што беше 2002 што е направено, сите и овие, од друга, и од турциве, од турската националност, и од албанска е намален бројот со пописот. Не може да биде 5%, 5,6% да имат албанци, не знам 2,6 турци во градот и не знам од другите колку беше, не го знам точно бројот. И тука сме сите ние националности што живееме овдека, не сме равноправни. И сега пример, во општинава, општина Охрид, една дискриминација се е направена во општинава натре, што нема ниеден албанец вработен во општинава. Има само 20, тие се негаде на страна, а да одите сега во општина да видите, канцеларите се направени по 10 столој и никој не знае што работи. Нема ниеден еģиптјан, нема ниеден албанец, нема ниеден турчин. И тука сме, не сме равноправни, како малцинство што живееме овдека во Охрид. Не сме и тука не сме застапени. Не сме застапени во Проаква. Нешто овие поче застапени се во комуналец ради чистење на улиците. Во ниска градба не сме застапени. Не сме во комуналец, сме во, да речеме, во администрацијата не сме застапени. Со она колку што ни следуваат во града сме. Вахид, го начнавме уште на самиот почеток прашањето со вметнување на припадниците на египјанската заедница во преамбулата. Тоа значи дека од тука почнуваат проблемите на заедницата на египјаните? Според мене почнуваат, затоа што во суштина ние го доведуваме преамбулата и уставот да биде од првин дискриминирачка спрема другите, односно останатите. Значи не може да бидат спомнати одредени етнички заедници, а останати некои други кои се многу помалку не се спомнуваат. Значи оваквиот проблем беше и во Република Хрватска, меѓутоа тие го реши овај проблем на тој начин што Европската унија, односно кога почнаа преговори во Европската унија, значи тие му дадоа ултиматум дека или сите ќе ги избришите од преамбулата, или сите, па макар и некои што се изјаснуваат, односно да ги признаете, тие сите постоечки заеднички заедници ги признаа и се во преамбулата на уставот. Така. Охрид има долга историја на некои меѓуетнички односи кои што се можеби пример за тоа како во другите градови би требало да се живее, исто и соседна Струга за среќа можам да кажам. Имавме некои периоди на турбуленции, меѓутоа верувам дека и натаму важиме за град кој што може да биде пример за останатите градови во земјава за тоа како би требало да се развива со животот. Меѓутоа, колку во реалност сметате дека она што начинот на кој што заедниците, останатите заедници во Охрид уживаат права во нашиот град, одстапува од генералната слика која што ја имаме за во останатите градови? Со животот од позиција на моќ, од позиција на власт, лесно е.
да се изговори. Соживотот во Охрид е ваков, таков, се во суперлативи. Нажалост, меѓу граѓаните не е така. Без разлика, кога се зборува, кога се пишува непотврдени факти, мора да се внимава. Соживотот не е нешто една за секојаш. Ќе се запише и ќе остане. Значи, едно време имало соживот, денеска може да во криза, може да и немат. Значи, соживотот треба да се негува. Негува од позиција на еднакви граѓани, равноправни граѓани. А ние сме сведоци партиските препукувања во последниот период, дали меѓу граѓаните, дали во медиумите, имат една вистина. ВМРО СДСМ, кај се другите. Зато граѓаните имаат проблеми, посебно од помалите етнички заедници, и ќе имаат проблеми. Зошто? Владењето на правото е измислена именка за Македонија во последниот период од 10 години. Во време на Башибозук, кога без отчет, без полагање рачун, како се трошат парите на граѓаните и односот на граѓаните према нивните пари, сепак тоа е култура на еден народ. Према односот на граѓанинот, односот на граѓанинот према парите, према нивните пари како се трошат. И како можеме да кажеме дека соживотот е добар во Охрид? Процентите што ги кажа господинот Есад, точно 48 година, да речеме во градот, градското население, 50% биле турци, 50% не турци. Сега со последниот попис дојдовме до 4,5% или 2268 граѓани турска етничка заедница. Ова не мора да значи дека е паднат процентот и односот на граѓаните, односот на власта према турците треба да се измени. А е изменет. Не е тој стар однос према турците. И од позиција на власт, и од позиција на граѓаните. Зошто? Имаме поединечни интереси, имаме политички интереси. Интерес, владењето на правото, интерес државата е во втор план. Како може да имаме соживот ние, кога е примерот со уривањето на Фатих Султан Мехмед Паша џамијата на Имарет или Плавошник. Еден удар издржавме 99 година. Пред избори, нели, се претвори во црква. Што после имаме? Се ојача коалицијата на власт и се имаме градби. Градби да се зачува човек. Кому служат тие градби? Кога бевме сведоци пред 2 дена, офицерскиот дом не може да се одржава. И се става на продажба. Значи граѓаниот го крева гласот, чекај што ќе продаш. Од таткот или се парите? Тој офицерски дом или зградата на валијата, последниот валија, на вилајатот Битола, значи со нивни пари е изградена куќата и нормално кога ги избркавме тие клети турци, го задолжува генералот, српски генерал, еве ти ги златници, да изградија зградата. Значи да таа зграда служи на граѓаните. Значи односот на властите према таквите културно-историски споменици, без разлика од кој период, тоа е заедничко културно богатство на сите граѓани. И ако имаме таков стан, према различните културно-историски споменици, ќе имаме заедничка иднина. Ќе имаме релаксирани односи. Значи и кризата економска ќе е заедничка криза. Сега имаме позиција со случајот во Битола, а што ќе речеме ние турците со случајот на Имарет Плавошник, со тие градби, кога не можеш една мала зграда да одржаваш ко влада или ко општина, кој ќе ги одржава тие градби?
град би и за време на летен период и зимски период имаш климатизација, грејење. Неки има државата и папир. За време на Југославија ги знаеме таквите енормни големи градби на Нова Македонија и Македонска радиотелевизија. Нас не ни требаат. Државата е таа која држава со 2 милиони, со иселување не знам која бројка. Значи заедничката иднина, заеднички треба да ја трасираме. Од позиција на сила, значи од мнозинство, политичката мој ги тера властодржците према претерани големи објекти, што не сме имали во историјата. Дали може некогаш барем во иднина да дојдеме во ситуација и во состојбата во која што се наоѓаат останатите етнички заедници кои што живеат во земјава да не се перцепира низ призмата на вероисповеста и на религијата која што тие ја практикуваат или пак обратно. Така. Јас ќе кажам една констатација моја која работев на еден проект и ја забележав во еден извештај дека во Република Македонија она соодветна застапеност во институциите, односно вработување, не се добива по етнички клуч, туку само по партиски клуч. Односно, за да еден албанец се вработи соодветно во институциите, мора да биде член и симпатизер на владеачка албанска партија. Или турчин мора да биде нормално на турска партија која е во власта. Значи, злоупотребата на тоа соодветна застапеност е по клуч на партиска основа. Значи, никогаш поединец според своето образование и квалитет не се вработува, него според она позадината партиска која ја има. Добро. Јас предлагам овде да направиме една кратка пауза за реклами, потоа ќе го продолжиме нашиот разговор. Извонредна зимска понуда од хотелскиот комплекс Тино во идиличната населба Свети Стефан. По промотивна пакет цена од само 3000 денари месечно, уживајте во благодетите на внатрешен топол базен, сауна, парна бања и џакузи. Совршена релаксација на телото и духот. Само 100 денари дневно инвестирајте за вашето здравје и убавина во еден од најубавите хотели на Ривиерата. Тино спа и велнес центар. Здравје и енергија. Природната и органска храна е основата на здравиот начин на живење. Биокосмос Македонија со повеќе од 10 години искуство во производството и трговијата со природна и органска храна во служба на вашето здравје. Од широката палета на производи, Биокосмос ви ги нуди безглутенските и макробиотски производи, супер храната, жита и семиња, мусли и снегулки, тестенини, закуски, суплементи и козметика. Внимателно избрано, квалитетно и здраво. Биокосмос. Учествувај ти во големата наградна игра на Гранд Кафе. Отвори и вози. Петото Рено Клио оди во рацете на Стефан Топузовски од Скопје. Почнав да рипам, да скокам. Гранд Кафе ме увери во тоа дека се е можно. Ние сме 99%.
Почитувани, добро дојдовте повторно назад во студиото на ТВМ. Ова е најновото издание на 99%. Денес, за оние кои што сега во моментот се вклучуваат на нашата програма, разговараме на темата за тоа во каква состојба се етничките заедници кои што екзистираат во нашата земја. На оваа тема разговараме со представниците од египјанската, албанската и турската етничка заедница, односно Вахид Мемет, господинот Есат Аслани и господинот Максут Али. Да го продолжиме нашиот разговор. До некаде стигнавме можеби во одмотувањето на клопчето за тоа во каква состојба се наоѓаат помалите етнички заедници. Ќе споменаме малку да се вратиме тука можеби малку на локално ниво. Представниците од албанската и од турската етничка заедница години уназад има или се уште имаат представници, односно советници во Советот на општина Охрид. Меѓутоа представниците на заедницата на египјаните, за жал, не сум сигурен, припаѓа на помладата генерација, меѓутоа мислам дека досега ниту еднаш немале свој представник во Советот на општина Охрид. Ќе бидам малку повеќе директен можеби отколку што предполага некоја телевизиска медиумска куртоазија, меѓутоа зошто сметате дека недоволно сериозно се сваќаат интересите и можеби заложбите на припадниците на египјанската заедница? Ќе почнам од Вахита, подоцна секако и вие може да се приклучите. Значи нашата борба за да добиеме советник во Советот на општина Охрид е веќе 20 години. Меѓутоа проблемот не го гледам само надворешно, проблемот го гледам и внатрешно во нашата етничка заедница, затоа што за време на избори ние не сме доволно сплотени, единствени и не наоѓаме начини да истаеме еден, односно советник кој ќе биде наш браник, заштитник и кој ќе ги штити интересите на оваа етничка заедница. Секогаш нашите гласови се поделени за една или друга политичка партија и никогаш не го добиваме тој советник кој 20 години го чекаме. Тука ли ја гледате причината за таа некоја несериозност со која гледаат останатите граѓани кон припадниците на заедницата на египјаните? Така. Добро, сметам дека сега моментално заедницата на балканските египчани има доволно образовни кадри, сериозни луѓе кои можат да се јават директно на предизвикот и сега да бидат и советници, директори и така натаму. Меѓутоа, она целта, односно проблемот, повторно го гледам во нашава етничка заедница, недоволно се подготвени натре за време на избори, манипулирани за да го добиеме тој советник. Истото прашање и за вас. Ајде, вие сте имале или се уште имате по некој представник, иако можеби не е задоволителен број? Уште имаме по еден советник. За жал, со недоразбирање со политичките партии што се на власт и опозиција, не можеме во града да постигнеме еден договор, меѓусебен договор за во таа листа, пример, од сите албанци што се живееме во Охрид и со други етнички заедници, со еģиптјаниве, со турциве, да седнеме да се говориме, да одиме со една заедничка листа за советник во општина и да се наредиме она како што ни требаше, како што сме што живееме во Охрид. И тогаш можеме да добиеме 5 советници, кои што тие 5 советници во градот ние можеме да видиме на клjuč, пример, да водиме некои директорски места, затоа со 5 советници во градот можеме многу повеќе да работиме. Но, за жал, интересите се големи и не можеме повеќе од еден советник, и тоа со независна листа, успеавме само еден советник да иставиме. А политичките партии, и ДУИ, и ДПА, и другите политички партии, не може да истават затоа што граѓаните се одделени. Исто е и кај нив, и кај нив е истото, затоа што за малку пари се мамет, и одат гласа за некоја друга партија и остануваат, и овие остануваат без советник. А од друга страна, овие турциве, турската национална, тие одат со друга политичка партија,
сме со ВМРО или со СДС, и се наред втори или трети, и овие добијат 20 советници, одна директно одат во општина. Во локална самоуправа, одат преку другите партии. Не оде со нивната партија, директно како нивна партија, не оде. А ако се здружиме, тоа ќе имаме друга слика во градот, ќе имаме во тие структури за да бидеме представени како представници во локалната самоуправа. Не е ли некој неуспех на нас како општество и како сограѓани да мора да се служиме со такви игри, со вулгарности да се подкупуваат можеби гласовите на припадниците на заедницата на египјаните, или пак представниците од турската заедница да мора да коалицираат со некоја партија од македонските блокови, за да може да се изборат луѓето да во домот во кој што треба да се слушаат мислењата на сите граѓани подеднакво, да имаат свој представник. Без разлика што, можеби имате се уште советници таму, меѓутоа, ние како општество можеби сме потфрлиле со тоа што припадниците на заедницата на египјаните немаат свој представник таму. Значи, не била целта само да се има представник во еден совет или во парламентот горе. Не имаме случај и денеска во советот представник од турците, во коалицијата на ВМРО. Ајде анализирате. Со какви прашања има излезено пред граѓаните? Особено пред турците. Кои прашања можел и успеал да ги реши. А во последниот период, најголемото злосторство врз турците и врз турската култура, па и образование, се дешава во Охрид. Злосторство, која велам на Имарет, кај што имаме податоци, Синан Челеби. Во 1491 година има вакафнаме. Значи фондација имат и сте знае од кои извори што ќе се финансира. Тие вакавски имоти ги немаме. И што испадна од Имарет? Прогонувани се турците, турските фамилии, гробиштата ги немаме и остана едно турбе. А за Великден не, ама за Ѓурѓовден, Хыдерлес кајна за Хыдерлес, тоа беше традиција. Кога 1000 жени го посетуваат турбето, без разлика дали се од египчаните, албанскиот дел, турците. Традиционално. Значи културата, значи ја нема. Ги немаме тие услови. А најжалосно е тоа што во тој дел на Имарет за време на османиското владење имало народна куња. Одете во архивот на Државниот архив во Охрид, ќе имате од државната кујна што се хранели немуслимани, значи христијани, тоа време. За време на османиско владење имаме муслимани и немуслимани. Последниот период веќе имаме турци и не знам што друго. Што значи тоа? Значи, Имарете заедничко културно богатство на сите. И дали сме ние вклопени? Кој го крена гласот? Дали под диктат или не знам, се основа едно здружение Синан Челеби. Верувајте, на 100 метра позади вас е Синан Челеби, одете навечер, се коцкаат. Дали заслужуваат турците под такво име? Ајде да го свртиме тогаш муабетот повторно на прашањето. Дали тоа што имате еден или два гласа во рамките на советот на општината било доволно за вакви прашања да бидат покренати и изнесени во јавноста, без разлика колку тоа беззначајно би изгледало ако само двајца од вкупниот број на советници го покренат прашањето. Одговорноста на власт треба да е поголема и према самите граѓани и према законите што ги имаме. Ништо друго, никој не сака. И затоа представниците и на турците и на другите ја немаат таа моќ, глас на граѓаниното, глас на својата етничка заедница, како турчин да излезе, да удри, чекајте луѓе, што правите. Ова не било никогаш. Отрезнете се. Ја нема таа храброст. Тоа е друго дали има таква способност, моќ или знаење, нешто да каже.
Не навлегувам во тоа. Значи, во една таква структура, пример во град 23 советници, што може еде? И ако имаме таков под диктат на една структура на власт, што може? Кој да е? Не се работи за дотичниот советник. Утре може Вахит, јас или некој друг. Значи, функционирање на државата. Граѓанинот на прво место. Нормално граѓанинот со својата култура, образование, исто друго. Нека не ни замерат гледачите што малку подзабегавме и во политика, меѓутоа причините се лежат секако во тоа што еден од начините на кој што би можеби да се постигнат правата кои што етничките заедници се уште не ги имаате на тој начин со директно учество во власта или во креирањето на политиките на државата. Во креирањето и спроведувањето. Значи, како не учествуваме во креирањето. Ако сме учествували во креирањето, немаше да се деси такво злосторство. Како може задолжително средно образование? Имаме, законот не овозможува. И основно и средно образование. Ние немаме турците средно образование тука. Зошто? А колку може гимназиската града на Ејуп Сабри Беј да е? Изграден со турски златници? Каде го имато? И денеска да не може една табела да пишеш дека зградата е од Ејуп Сабри Беј. А ние се фалим после толку децении, тоа што фалеше Свети Климент Охридски. Кај е граѓанскиот концепт? Само јас, зашто сум јас власт, зашто сум јас мнозинство? Нема заедничка иднина. Зато помалите, јас зборувам и за турците, ние шо поборго сакаме да се интегрираме во европските структури, во Европската унија, во безбедносните структури НАТО начело. Не може поинаку. Сите сме вокал. Заедничката иднина не може од позиција на диктат, од позиција на моќ, сила, страф. Зошто да има граѓанинот страф? Ево дискутираме. Дали лажам? Дали вистината е некоја друга вистина? Изволите. Зато сме и тука да поразговараме. Ама ретки се овие шанси да поразговараме. Зошто граѓаниот само слуша или е принуден да слуша. Зато и вработувањата, кога албанците се жалат за вработување, во локалната самоуправа. Може да имаме стварно и греф ние, може да имаме некој вработен, да рече, од египчаните или турци. Јас со мојот личен пример не сум овдека да зборам до некој работа. Ма факт е една голема дискриминација. Дискриминација од позиција на моќ. Немаме иднина од позиција на моќ да се креираат политики, било какви политики. И зато граѓанинот има проблем. Граѓанинот кај што живее, да речеме, турска мала, кај што живее Тумба или кај што се гравитираат египчаните. Цело време Охрид зборува кејот. Другите граѓани што ќе прават? Немаат инфраструктурни проблеми? Кај се другите проблеми? Не може на ваков начин. Веројатно само по себе некако се наметнува прашањето за постоењето на таа фамозна комисија за односи помеѓу заедниците, иако не е некоја законска обврска, сепак постои како можност општините нели да ја формираат. Што според вас, прво каде ја гледате потребата од нејзиното формирање и потоа што според вас таа комисија со своето постоење би успеала да направи секако во насока на подобрување на ситуацијата на етничките заедници? Според мене Охрид има потреба од една ваква комисија, затоа што Охрид има проблеми кои етничките заедници и треба да има една ваква комисија која нормално според законот за локална самоуправа член 55 е уредена ова законска регулатива, односно како се формираат овие комисии за односи меѓу заедниците. Охрид нема обврска да формира една ваква комисија, меѓутоа ако општина Охрид има добра волја и сака да ги вклучи етничките заедници и понатаму сака да спроведе некои активности и така натаму,
може да формира едно вакво тело кој ќе биде консултативно тело кон советот на општина Охрид, кон градоначалникот на општина Охрид и ќе ги уредува проблемите и политиките на етничките заедници во општина Охрид. Значи, такви се примерите на 10 општини кои немале обврска да формираат, а формирале, како што се општина Центар Жупа, општина Гази Баба, Теарце, Студеничани, Врапчиште и така натаму, и кои овие комисии, иако според Законот за локална самоуправа немале обврска, меѓутоа формирале и тие функционираат и сега. Господин Асани? Јас мислам дека не е сметашме да се оформат вакви комисии, али колку ќе имат ефект. Дали власта ќе дозволува да сме таа комисија од етници, сме да може да се пробијат во тие структури таму. Може како ги спомна во некои села, на општински села сме општини, ама како во што е Охрид, не дозволува власта ти да влегуваш таму со некоја комисија, ти да му вршиш притисок на високата сидната власт, што е моментално, пример. Многу тешко тоа да се... Да споменеме дека ова не е внатрешна комисија на Советот, него е надворешна комисија, консултативна, составена од сите представници од сите етнички заедници кои постојат во Охрид и нормално тие се состануваат по потреба и за прашања кои ги уредуваат политиките за правата на етничките. Онака како што барем по носењето на Охридскиот рамковен договор, законодавецот го замислил тоа како треба да изгледа рамноправноста на останатите етнички заедници во земјава, е тоа да се напише таму некоја бројка или процент од граѓани кои што треба да ги има на ниво на држава одредена етничка заедница, за да може да се вработат истите во некоја институција. Не за да може, туку да мора да се исполни таа квота. Прашањето ми е дали ќе успееме, барем во нашите глави, да го смениме тој концепт, да со бројки и со закони уредуваме колку припадници од останатите етнички заедници ќе се вработат во државните институции, наместо да ги бираме затоа што господинот Максут има соодветно образование, соодветна подготовка и ќе го вработиме не затоа што е припадник на турската заедница, туку затоа што тој одлично ќе се заврши работата. Јас мислам дека во денешно време многу грешки се направени во вработувањето. Вработуваме луѓе, партиски луѓе, што од улица зедоа дипломи. Од улица зедоа дипломи и стана министри, стана директори, стана советници или било што да сме стана лекари со улични дозволи. Ама тоа е да сме не се криви граѓаниве. Баравме универзитет во Тетово. Одвај го добивме го оформивме 94-та, да албанциве да имат квалитет во општеството и то не дозволија. Сега, после нередиве што стана во Македонија, отворија пак други универзитети приватни за албанци да купат дипломи со пари. Како што е во Струга кај Мерко, како што е Фон. И тука имаме неквалитетни луѓе, необразовани луѓе, купени дипломи и магистрати, и сега тие не водат нас на власт. Како ќе имам јас успех, како ќе имат овој другиот успех и како ќе имат овој, ќе имат завршено факултет, по подруби може да имат спиено и другиве ќе да ги не минува, а денеска купуваат, пак власта е то, албанците да останат нешколовани, необразовани. Кога баравме да бидеме образовани, не ни дозволија. После пак навечме други факултети, со купење на дипломи да станат професори, доктори, министри и секакви. Како што ги имаме денес, затоа ние одиме назад, не одиме напред. Не гледаме квалитет, гледаме партија, имаме партиски војници, да го гласе пак, зашто му се тресат веќе столоите на сите му се тресат. И затоа се дешава денес. Имаме вработени во Македонија 180.000 на 1.600.000 народ. Тоа што е премногу. Имаме вработени албанци преку агенција, преку државата на работа, немаат работни места, шетат по улициве,
Се радват албанците што земет понекоја плата 70%, сум вработен, ако земам пари, а немам работно место. А да го носиме некаде, пример, тој албанец што зема пари и шета низ улиците, ги имат и македонци ги имат. Не знаат еден формулар да потполно да има една уплатница во пошта, да се наполни да се плати во пошта. За жал, кај нас тоа се оди. За жал. Зборувам, овој неквалитет што го имаме сега, имат и кај македонци, доста ги имат. Има и кај македонци. Али пак, тие македонци еден со друг се помагат и излегуват. Кај нас не е. Зато убаво кажа дека се вработуваат партиски луѓе. За жал. Така, господине Максут. Добро, значи, свесни сме дека образувањето е во кома. Не во криза, во кома. Чим е образувањето во кома, нормално и власта ќе не во кома. Нема бегање од ова, ние се лажеме. Сепак најголемата одговорност е кај граѓаните. Пристапот до медиумите е скоро никаков. Е случајно сме ние тука. Е случајно јас од мојот, да речеме, семен, што никогаш и не треба да се споредува. Сопругата моја на 12 јули 87 дипломира на Универзитетот Кирил Методи за време на Тито. 29 години е невработена. Факултетско образовано лице. Турчинка. Што се занесуваме? За каква власт зборуваме? За каква одговорна власт зборуваме? Јас сум невработен. Ние не бегаме од тоа. Не значи дека и нема простор за работа. Ние можеме да се докажеме со нашите способности, образовни што и да е. И не спиеме, јас барам семејно, не спиеме и нема да спиеме. Нема таква сила да не натера да чутиме или да спиеме. Ој, Башибозук ќе помине. Зато е Башибозук. Зато ни барем турците се гордееме османлиското влање. Какво османлиско владење? Еден период да, а последните 200 години османлиско владење беше Башибозук. Зато и ги снема империите. Значи и власта од 4 години доволно е. Еве ти шанса. 4, уште 4. Значи, сите сме корумпирани на некој начин. Корумпираноста носи некоја индивидуална корист за привремен период. Долгорочно нема шанса. И ние треба да ја кроиме заеднички и да живееме, комшилук да има, да се образуваме, али и нашите културни вредности и културните историски споменици да е како заедничко културно богатство и така да се однесуваме. Како може после воениот конфликт 2001 година зашо Охридскиот храм ги долго го спомнавме. Нели за релаксација на етничките заедници, начело со македонците и албанците. Нели се реконструира Лешочкиот манастир со средства од Европската агенција за реконструкција. А во Прилеп, Чарши џамијата, 15 години не може да се реконструира. Од кој? Национал шовинистички побуди. Ништо друго. Како може? Тука е нормално и голема е кривица кај албанскиот, големиот партнер во власта. Ај турците се безвредни. Имаме еден пратеник во власта во кафе се заглавен и мора да чути. Кај го има 15 години? Значи не е проблем на тие верници во Прилеп. Јас имам проблем кога одам во посета на Прилеп, без разлика на посета или по работни обврски. Јас имам потреба како верник да ја посетам таа џамија или тој верски објект. Значи заедничко културно богатство, не ради потребите на тие. Немало во Прилеп да речеме албанци и турци и шо? На ромите не треба, шо се ромите? Ваков ли однос? Или ја опожаривме џамијата, ние пак да ја изградиме? Не бре. Привремено може да владееш на ваков начин. Поинакви односи треба. Зато и граѓанскиот концепт стварно бара и други односи. Вака партиските препукување не носи добро. И на самите тие што се во власта, еден ден сите ќе одговараат. Ако не, пред органите, пред Господ, нема кај да бегаат, ќе одговараат. Вахид, дали младите египјани веруваат дека ако
постигнат добро образование во својот живот, ако добро се образуваат, ако избегаат од стереотипите кои што најчесто им се припишуваат, ќе се вработат или ќе успеат да најдат соодветна работа на своето образование, или пак ќе прибегнат кон она што господинот Асани го спомена, да ги прифаќаат тие вулгарности, па да гласаат политички партии, затоа што не можат на поинаков начин да дојдат и да си го остварат она што го имаат како постигнато како образование. На почеток, младите египчани се соочуваат со проблемот, да кажеме, на запишување во факултетите, затоа што, за разлика од ромите, нема стипендии и некои дополнителни субвенции за тие да може да се запишат на факултетите, а знаеме дека нашата етничка заедница се соочува со големи некои економски и социјални проблеми, односно постои социјална исклученост. Понатаму на некој начин, кога веќе ќе се обиде да се запишат на факултетите, тие се соочуваат со тие некои стереотипи и предрасуди од страна на другите, нивни, да кажам, студенти, професори и така натаму. И кога веќе ќе дојдат во таа фаза на завршување на факултетот, тие излегуваат со надеж дека ќе се вработат, меѓутоа, чекајќи така и талкајќи по политичките партии, дали на некоја македонска политичка партија или одредена политичка партија кој ги штити интересите, не знам, на албанската, турската, па можеби и ромската, при тоа на некој начин асимилирајќи се себе си, мора да се запишуваат како друга етничка заедница за да стигне до тоа вработување, се соочуваат со тој проблем кој денеска го тишти не само Република Македонија, го тишти и Охрид, односно иселеноста кој зема се поголем замав, бараат спас во некои други, не знам, европски земји, Америка и така натаму, се со цел да најдат екзистенција и работа. За крај, прашање за тројцата. Кога припадниците на помалите етнички заедници ќе се почувствуваат како граѓани на оваа држава, како рамноправни граѓани на оваа држава и како државјани на Република Македонија, при тоа да не мора да ставаат печат толку на она што како етникум припаѓаат, дали се припадници на турската или албанската или заедницата на египјаните, туку да бидат едноставно граѓани на Република Македонија, исто како сите останати, или дали е тоа можеби тој момент ќе дојде тогаш кога сите овие заедници ќе ги чувствуваат подеднакво и ќе ги уживаат подеднакво сите права и слободи кои што треба да ги имаат. По мене и денеска имаме такви услови, ако функционира државата. Ако се спроведат законските норми. Тоа што е запишано, никој ни отпојки ништо не бара. Неспроведувањето на законските обврски, да речеме, а власта е што ќе ги спроведе тие законски норми обврски, не би требало да има проблем. А вака и нормално дел од нас, од египчаните, албанците, викнете ти утре, под диктат на власта, се најубаво ќе зборат со своите етнички заедници. О суперлативи за власта, сите права ги уживаме. Али тоа е декларативно. Не аменува фактичката состојба на Баши Бозук. Значи, јас сакам и во Охрид, и во Шипковица, и во Струмица да ме почитуваат ко турчи, ништо друга. Имаме таков однос оддел од граѓаните? Сепак, треба да се потврди дека имаме. Али не е доволно за една мултиетничка Македонија. Значи и Охридскиот рамковен договор не го донесе тоа. Крвните непријатели Али Ахмети, ВМРО да речеме, и од Учеко што испадне, денеска партнери неразумни, близнаци. Браќа. Каде сме ние котоаш? Што е проблемот? Значи, сепак, најголемиот проблем, одговорноста е кај граѓаните, и мислам дека мора да имаме промени и во нашите сваќања, и во нашите однесувања, во спроведувањето на законите.
И сепак да се знае извршната власт, представниците во представничките тела, да речеме законодавната власт нека е, али и судството треба да дојде на теразија, на една вага, на ваков начин. Најголемата одговорност е кај нив. Господин Асани, истото прашање. Кога ќе може да кажат припадниците на албанската заедница дека се државјани на Република Македонија и граѓани на Република Македонија? Јас мислам дека јас ги имам осетено, по мене ги имам осетено, затоа што во Македонија не владе држава или законот, или уставот на Република Македонија, него владее интересот. Имаме доста монтирани дела што се направени. Се најпоследното во Куманово, со некоја игра од државата, со некоја сума од нешто кажуваат 2 милиони, него тоа е со поголема сума на пари, договорена таа скена. Јас се давам едно прашање, зошто тие скени, монтирани скени, не ги прават кај што имат проблеми со Грција, во тој рајон тамо, со Бугарија, значи како Македонија што има такви проблеми, зошто кај албанциве? Зошто да се монтират такви, да се малтретират жени стари, 17 годишна терориста, или мажи, 17 годишен, наместени по список на некои функционери од некоја партија, што некаде имат некои проблеми, за да ја кренат од јавноста, внимание дека имаме проблеми овдека, со албанците, че ни ја земе државата албанците. Зато молчете вие македонци, зашто убајсте. Така викуваше некоја парола што се дешават кај нас. Со мене се деси истото. Јас донесов инвеститор во Македонија, отворив 3 пекари, вработив 60 души, од тие пекари се ранеха 250 луѓе се ранеа тука, општинава земаше пари, комунално земаше пари, данок земаше све, дојде еден потпарол на МВР, ме приведе, ме киднапира, ме однесе во станица, ме истепаше од 1,5 сабаље до 4,5 сабаљето, државата го награди, го стави градоначалник. Јас во тоа време, што се судам овде 8 години, што рече господин дека судството не работи, 8 години се тужам овдека, 5 пати апелација го враќа предметот назад, поднесе барање во Врховен суд, добив спорот, Страсбург го добив спорот од 2013, поднесе барање во Страсбург и 2015 на 10.12 Македонија е тужена за тортура што се врши во Македонија и судовите не работат онака како што треба да работат. Убаво кажа господинот, штом судот не работи во Република Македонија, штом полицијата не работи да ги брани граѓаниве, штом наставникот, професорот на школа не работи уба работата и штом докторот таму што во медицинава не работи неговата професија, него се занимава сите со политика. Дури овие 4 структури во државата не се инволирани во политикава. Ние не можеме да станеме држава. Дур законот, без разлика кој е, да е рамноправен, ако сум сгрешил, ќе одговарам. Не сум против законот, не сум против уставот, ама да бидам проценат, значи ако сум во право, треба да бидам ја заштитен. Ако треба да барам помош од полицијава, треба да ме бранит, а не да ме тепат. Вахид, кога египјаните ќе се почувствуваат како граѓани на Република Македонија, рамноправни како и останалите? Според мене, Мишел, ќе ти одговорам низ призмата на 3 точки, односно кога веќе еднушка, кога ќе ни дадат нас од заедницата на балканските египчани прашалници, документи и така натаму, каде што ќе треба да се изјасниме кон она етничка заедница што припаѓаме, да не мора да заокружуваме останати или да не мора да правиме линија па да запишуваме египчани. Кога конечно ќе не признаат тоа што сме и конечно ќе изнајдат начин
како својот национален идентитет да го прикажеме. Вториот елемент е кога ќе почне да има соодветна и адекватна застапеност во институциите, не по партиски клуч, не според бројки, него според етнички клуч, односно паралелно кон сите етнички заедници кои живеат во Република Македонија. И третото, кога ќе се изнаоѓаат механизми и тела кои ќе ги заштитат интересите на етничките заедници, културниот и националниот идентитет и конечно Охрид има потреба од формирање на една комисија која ќе ги заштити правата на етничките заедници во Охрид. И кочница не треба да биде законот за локална самоуправа, не треба да бидат бројките, конечно да изнајдиме начин да оваа комисија се формира и да се подобрат и проблемите, и потребите, и односот и комуникацијата на општината и етничките заедници во Охрид. Така. Јас ви благодарам што бевте мои гости денеска. Се надевам дека успеавме не само да добиеме некоја слика пореална за тоа каква е состојбата со која се соочуваат помалите етнички заедници во земјава, туку и некои конструктивни предлози да дадеме за тоа каде треба да се насочат неопходните подобрувања. Се надевам дека ќе успееме еден ден да се разбудиме во една држава во која што нема да е важно на која етничка заедница припаѓаме, туку што е она што ние го придонесуваме во општеството во кое живееме. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Благодарам за поканата. Почитувани, тука е крајот на ова издание на 99% со нова наредна интересна тема. Ќе се видиме веќе наредниот вторник. До тогаш ве поканувам да останете на програмата на телевизија ТВМ и имате пријатен ден. Ние сме 99%.